мартирските дни 1941 година Белград беше посебен жив. Партијата беше на носи. Таа користеше богатото револуционарно искуство во борбата против ненародните режими. Се печатаа летоци, се дотуруваа тие, се пишуваа пароли, собиралиштата на разни прогресивни луѓе беа посебно живи. На улицата може да се чујат ставовите на партијата и тоа доста отворено. Со еден збор може да се каже дека партијата се припремаше на вистина за оној голем историски испит, историски чин. Без информирањето на јавноста, Цветковиќ замина за Беч да го потпише срамниот пакт на капитулација, приклучувајќи се кон носката Рим-Берлин. Партијата најде сили веднага да ги информира комунистите и вечерта да одржи состанци во сите тие основни ќелии. Во ќелијата кај што јас бев, дојде делегат од повисокото партиско раководство. Таа даде оцена над новонастаната ситуација, во кој бираше зборови за да ја покаже сета сериозност, сета тежина која стои пред комунистите во една нова ситуација. Таа ја укажа дека ние мораме да излеземе на улица, отворено да кажеме на својот народ и ние сме за тоа повикани и те бидеме спремни и на крвави судири со полицијата. Централниот комитет на Комунистичката партија на Југославија се обиде да го спречи тој последен чин и се обрати до народот со следниот проглас. 13-та, и кога има само една душа, една волја и една мисла, на живот и смрт да ја брани својата најголема придобивка, националната борба и државната независност. Истиот ден кога е потпишан тројниот пакт, на 25 март 1941 година вечерта избувнаа масовни улични демонстрации широм целата земја. Од Белград, Сплит,